Како што веќе најавив, мојот следен гостин е Владимир Богоевски, еден од најпрославените македонски спортисти во изминатите неколку децении. Човекот кој ја прослави македонската одбојка не само во некогашната Југославија, туку и на целиот европски континент, бидејќи неговата играчка и тренерска кариера се простира практично во десетина земји во Европа, и човекот кој што од 15 години, ако не се лажам, од 2008 е спортски директор на Меѓународниот олимписки комитет. Господин Богоевски, добро утро. Добро утро. Требаше да се видиме и на Зум, ама во меѓувреме нешто се случува со нашите врски зумовски и овој вид на интернет поврзување. Мислам дека и на телефон нема да биде лошо да го обавиме тој разговор. Не е проблем. Не. Вчера ве побарав и сакам денеска да поразговараме заради овие повторни вести кои што доаѓаат од Јапонија, дека повторно се размислува, бидејќи Токио е во мерки на строг карантин и така натаму заради пандемијата, се размислува за повторно одлагање на датумите, па дури и се поставува прашањето дали воопшто ќе може да се одржат следните олимписки игри во Јапонија. Какви се вашите последни информации? Па ние сме, да не речем, секојдневно во контакт со Меѓународниот олимписки комитет. И последните вести што ние ги имаме, тоа дека Олимпијадата сигурно ќе се одржи. Меѓутоа, ова што во последно време се пишува и доаѓаат вести од Јапонија, тоа е некоја анкета која е направена меѓу населението во Јапонија, дали се тие расположени да се одржат или да не се одржат. Проблемот е што тие во овој момент имаат пораст на пандемијата, бројката е доста драстично зголемена, и тие се плашат на некој начин да се одржат овие игри не заради игрите и ради спортистите, туку повеќе се плашат од народ или од публиката која би дошла да присуствува на ова големо значајно такмичење. Меѓутоа, се уште тоа не е решено, затоа што и Меѓународниот олимписки комитет со организаторот, со домаќинот, размислуваат на кој начин тоа да го изведат. Дали да се има да се игра со публика, дали без публика, дали со одреден процент на публика, можеби да нема публика, па само да има нивна публика, да нема странци. Значи тоа се теми на разговор кој уште не донесен. Ќе се согласите дека минатава година спортот, како и многу други работи, се извинувам на изразот, отиде по ѓаволите заради пандемијава, и дека дури највисокото светско собирање спортско олимписките игри веќе доживува некакви драстични промени во смисла на тоа дека и самите репрезентации кои таму ќе престојуваат, секако публика ќе нема, но сите ќе имаат ограничени движења, ограничени дружења, ограничени тренинзи, сето тоа ќе биде под строги контроли и така натаму. Бидејќи самиот сте сведок на Олимписките игри со децении наназад, колку всушност годинава доколку се одржат игрите како што е планирано во јули, колку тоа ќе биде одраз на некаква продолжување на традиција, бидејќи вака како што ќе се изведат, се чини дека ќе изгубат својата олимписка смисла на извесен начин. Па, знаете што, многу е тешко сега да разговараме од оваа дистанца, меѓутоа, мислам дека Олимписките игри треба да се одржат, без разлика на сите проблеми кои ги имаме во овој момент. Не се проблем само спортистите, што треба да учествуваат, заради нивните тестови што треба да се направат, можеби ќе треба да се вакцинираат, да бидат присутни во селото, затоа што во тоа село има 15.000 луѓе кои се на едно место. Тие заедно треба да тренираат, треба заедно транспорт да прават, треба во една кујна да се хранат, значи тоа е голем ресторант со 2000 места, сите заедно јадеме, сите заедно пиеме, и тоа е проблем кој е решлив. Решлив е затоа што веќе видовме дека во некои спортови, како например во НБА, во кошарка, се направи тој камп во Орландо, беа сите затворени и немаше никаков проблем, не се расшири пандемијата. Значи проблемот мислам дека нема да биде во самото олимписко село, кај што ќе бидеме сите сместени, затоа што ќе биде ригорозно тоа, сигурно. Меѓутоа проблемот ќе биде надвор. Значи вон селото, контактот со публиката и со нормално со населението кое Токио е огромен град со 15 милиона или колку може повеќе. Така да тој е најголемиот проблем. Меѓутоа проблемот само во спортистите да не го гледам. Меѓутоа ми имаме друг проблем сега како организација, затоа што се уште спортистите не се
квалификувани. Преку 60% од спортистите и од спортовите се уште не се знаат кои ќе одат на Олимпијадата. Затоа што голем број на надпревари и квалификациони надпревари се одложени или се уште не се одржани. Например, во колективните спортови, дека не се завршат тие светски европски првенства, во зависност од кој како ќе се квалификува, одат на тие квалификациони турнири. И тие се одржуваат обично на крајот на такмичарската сезона, тоа е значи мај или јуни. Така да ние до мај до јуни, кога е дедлайн за пријавување на сите спортисти, не знаеме кој и како е квалификуван. Тоа ми беше практично и следното прашање, но добро е што влеговме во тоа. Како очекуваме, со колку спортисти годинава Македонија ќе настапи на Олимписките игри? Што се вашите предвидувања? Па, ние последните години имаме страшен проблем затоа што спортот е на доста ниски гранки. Значи, ние сигурно ќе учествуваме на Олимпијадата и сега во овој момент имаме само еден квалификуван спортист. Тоа е борачот Нуров, кој беше трет на светското првенство и си освои А олимписка норма. Се надеваме дека може да освои уште еден борач кој има квалификационен турнир, сега негде во март месец во Софија. И наши најголеми адути, да речеме, за освојање на тие А олимписки норми, кои не водат директно на Олимписките игри, е Емил Павлов, кој беше 2 пати европски првак во карате, и Дијан Георгиевски, кој пред само месец дена освои сребро на европското првенство. Тие ни се двајца ударни, да речеме, најголеми кандидати. И имаме уште една многу интересна наша такмичарска во ритмичка гимнастика, тоа е Речел Стојанов. Тоа е наше девојче 17 годишно кој тренира во Бугарија и кој е двореден талент и кој на последното светско првенство беше пласирано меѓу 15 најдобри во свет. Така да во еден момент ние се наоѓаме да квалификационите турнири ни се многу потешки за квалификување отколку самата Олимпијада. Што значи тоа? Дека еве на пример Дејан Георгиевски кој беше втор на европско, можеби нема да се квалификува да иде на Олимпијада. А ако отиде на Олимпијада може да земе медал. Така да тие квалификациони турнири за нас се многу значени, кои ќе се одржат во март и во мај. Меѓутоа ние за секој случај на секоја Олимпијада даваме и една листа на кандидати, потенцијални кандидати за кои би барале мија вајлд карта. Во случај да не се квалификува Емил Павлов или Дејан Георгиевски, ние баравме 6 вајлд карти, 3 за женски, 3 за машки. Во различни спортови, кај што мислиме дека ќе се избориме во случај да они не можат да изборат пласман на Олимпијадата, да ние преку нашите познанства, пријателства и така натака обезведиме така наречени тие вајлд карти. Како ги Тоа е се уште рано за тоа да размислуваме. Да, како ги коментирате овие најави, барања, дискусии, дебати од Олимписките игри да се исклучат спортови какви што се борењето и боксот, например? А тоа е голем проблем. Значи не е само борење во боксот, каратето веќе после оваа Олимпијада нема да биде више олимписки спорт. Така е, да. Значи, само една Олимпијада ќе биде на програмата на Олимписките игри. Значи она е исклучена сигурно и за Париз и за Лос Анџелес. Така да тоа е интерна работа, тоа не го решава Меѓународниот олимписки комитет, тоа повеќе е проблем на самата организација. Меѓународната спортска организација, конкретно во борење или во бокс, имаат огромни проблеми кои не можат да ги решат интерно. Тоа се пребацува на Меѓународниот олимписки комитет, тој прпроблем и заеднички го решаваат. Во случај да не може да се решат тие проблеми, во тој случај исклучување од програмата на Олимписките игри. Рефлектираме ли ние за некои од новите спортови кои што се спомнуваат за воведување на олимписката листа? Не знам, сурфање сигурно немаме, бидејќи на Охридско и на нашите други езера нема доволно високи бранови, но спортски искачување на карпи, не знам, скейтбординг, бейсбол исто така немаме, ама ќе има и други спортови. Тоа се нови спортови, тие се веќе влезели во фамилијата на Македонскиот олимписки комитет. Ние ќе направиме огромни напори сега да им помогнеме. Значи помошта наша не е дека ние треба да го створиме тие спортисти. Ние само треба да направиме услови, да ги подобриме условите на спортистите кои они сами ќе ги одберат, кои ги направат селекција, кои ќе си направат своји тренери, ако треба да помогнеме да го усовршиме тие тренери, ако треба да ги пратиме во странство на усовршавање, па да дојдат тука со нивно искуство да надградат тоа и да направат они спортисти. Значи, канцеларијата на Македонскиот олимписки комитет не е таа која ги прави спортистите. Ние само ги подобруваме или ги зголемуваме условите и да направиме све најдобро
за да можат нивниот план и програм да го спроведат онака како што мислат, за да може да направат таа олимписка норма. Господин Богоевски, за сосема за крај, немаме многу време, но не можам да ве пуштам од разговоров, а да не ве прашам каква е состојбата со македонската одбојка. Вие ја прославивте таа одбојка пред неколку децении заедно со цела една друга генерација. Јас имам добар пријател кој е ваш добар пријател, бивши одбојкари и така натаму. Што се случува со македонската одбојка денеска? Па морам да бидам искрен дека јас морам да кажам дека одбојката не е на она ниво на кое би сакале или на она ниво на кое што беше. Вчера имавме еден надпревар, квалификационен за Европско првенство, ја победивме Босна и Херцеговина 3-1. Утре играме со Турција и се надеваме ако направиме успехи со Турција дека има шанси да се квалификуваме по втор пат на тоа Европско првенство. Тоа е огромна работа да една мала држава како Македонија биде на тако голем надпревар и мислам дека е голема шанса затоа што направива да голем број на репрезентации може да учествуваат во завршницата на тие европски првенства. Значи, у наше време, ние кога бевме, нашата генерација, да речам, европските првенства се игра само со 12 екипи. Потоа ги изголеме на 16, сега ги направи на 24. Така да имаме стварно голема шанса да можеме да се представиме на најдобро светло на тоа големо надпреварување. Еве, може би следниот пат кога ќе се видиме и чуеме и во програмата, ќе разговараме и подолго за одбојката. Владимир Богоевски, споксиот директор на Македонскиот олимписки комитет. Благодарам за овој утрински разговор за Олимписките игри во Токио. Благодарам и на вас и поздрав до сите гледачи. Благодарам.